Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Деновиве актуелна тема е загадувањето не само во главниот град на Македонија, туку во целата држава. Ние сме светски рекордери според статистиките на загадување. Во аерот загадувањето имаме над 10 и 12 пати поголемо загадување од дозволеното. Кои се причинителите се спорат на многу дебати, но најголеми загадувачи пред се индустријата, но и старите автомобили кои се увезуваат во Македонија, кои имаат извонредно ниски еколошки норми. Но ние нема денеска се занимаваме со тоа, туку со една поубава страна на автомобилизмот. Тоа се новите модели кои меѓу другото и многу малку загадуваат. Денеска ќе ви ги прикажеме тестот на BMW 118 дизел. Ќе имаме простор да ви прикажеме исто така нови остварувања од автомобилската индустрија, па поканата да останете дома за да не го дишате загадениот воздух е зголемена со нашите интересни содржини. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. You be my sunshine. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. Никола постираше. Страничните фиксирачки куки кај транзит звучат корисно. Но дали се навистина толку силни? Хаштаг, чисто се сомневам. Си рековме, ајде да го убедим. Изгледа страничните фиксирачки куки сепак се толку силни. Англија има една кралица, но многу кралеви. Претендентите за тронот со 4 тркала се многу, но Бентли со новото спортско корисно возило наречено Бентайга претендира за самиот врв. Во следниот прилог ќе ви прикажеме како една луксузна марка ориентирана исклучиво на лимузини го имплементира своето прво спортско корисно возило, не само во производството, туку и на пазарот.
Како и секогаш кога аристократијата е во прашање, ниту приказната за Бентли Бен Тајга не може да помине без контроверзи. Имено, уште кога беше представен концептот EXP9F, што го најави, неговите поданици побараа тој да абдицира пред да стапне на тронот. Причината беше благо кажано чудниот дизајн. Во Бентли реагираа под демократскиот притисок на јавното мислење и на новиот престолонаследник му всадија благороднички манири во духот на марката. Сега предниот дел на Бен Тајга изгледа како и другите модели од овој производител, додека кросоверските линии на силуетата скоро во целост се задржани. Прецизното око ќе забележи и неколку други помали корекции, како што се потечните линии на прозорците и покоцкастиот заден дел, но и со нив каросеријата на Бен Тајга го задржа истиот оној моќен изглед што го имаше концептот кој пред 3 години ги полнеше главните автомобилски вести. Првиот теренец на Бентли сега тоа го прави со своите способности. Тие се базирани на модифицираната MLB платформа од широкото семејство на Volkswagen групацијата, чие 6-литарско твин турбо срце со 12 комори распоредени во облик на буквата W испомпуваат 608 конски сили и 900 Ньютон-метри вртежен момент. Целиот нивни ангажман со помош на 8-степената автоматска трансмисија прави Бен Тајга да е најбрзото спортско корисно возило на планетата. Факт што освен со споменатите 301 км на час, се докажува и со потребните 4,1 секунда за забрзување до првата стотка. Не се запоставени ниту теренските можности, па така покрај стандардната електроника што се крие зад називот Drive Dynamic Mode, Бен Тајга опционално може да се добие и со Response Off-Road Setting контролата на преносот на силата. На незините 8 режими на возење се надоврзуваат компјутерски контролирано воздушно ослонување со 4 височини и уште многу умни електронски асистенти. Дека ништо не е препуштено на случајот, најсликовито кажуваат снимките од тестирањата на екстремни температури. За разлика од другите теренци на групацијата поставени на оваа платформа кои се произведуваат во Словачка, Бен Тајга доаѓа од Велика Британија. Поглед однатре покажува дека уредувањето на ентериерот не одстапува од спектакуларниот стил на Бентли лимузините. Јасно забележлива е дигиталната инструмент табла, која инкорпорира функции како камерата за ноќно гледање и сателитска навигација, а тука е и head-up дисплеот кој ги проектира битните информации на ветробранското стакло. Копчето за стартување на моторот, лоцирано на централната конзола, е чувствително на допир со контроли на погонот на сите 4 тркала распоредени околу него. Системот за озвучување располага со 8-инчен екран, 60 гигабајти хард диск и 18 звучници со јачина од 1950 вати, а патниците назад на располагање го имаат 10,2-инчниот Android таблет со 4 гигабајти Wi-Fi и Bluetooth конекција. Луксусот како приоритет најдобро се илустрира со Mulliner Tourbillon by Breitling, механичкиот часовник која е опција вредна неверојатни 150.000 фунти, за само 10.000 помалку отколку што чини целото возило. Иако личи како да е настанато со спојување на два термина, Бентли и Тајга, името на најновиот луксузен кросовер всушност е позајмено од еден мал планински венец на Канарските острови. Со него британците на доста промислен начин покажаа дека овој модел спојува два света, луксузот со извонредните перформанси. Мора да признаеме дека кај Бен Тајга и едното и другото се во изобилство. Зимските месеци не се најадекватни за возење моторцикли, но се идеални за представување на новите модели кои ќе диктираат модата на две тркала за следната година. Во 2016 не очекуваат многу изненадувања и реинкарнации на модели кои се извонредно интересни за љубителите на моторциклите. Па затоа сега ве водиме на една прошетка низ новитетите на моторциклите, прикажани на миланската смотра на двоточкашите.
Во духот на паролата да се оди на секаде, новиот CRF 1000L, попознат како Africa Twin на Honda, продолжува со наследството на своите славни претходници. Во лесната и агилна рамка, спакуваниот двоцилиндричен мотор прави да е подготвен за вистинска авантура на и надвор од патот, без разлика дали ќе се вози низ град или преку цел континент. И за двете работи силата на 95 коњскиот еднолитарски агрегат е искомбинирана со иновативни технички и електронски решенија кои му даваат право да го носи мокното име. Долгоодното ослонување, високата позиција на седење и широките рачки ја комплетираат сликата за новиот авантурист на Honda. На авантури, ама од поинаков карактер, повикува и RC 213 VS. Апсолутната MotoGP машина, наменета за легален сообраќај на јавните патишта, својот победнички потенцијал доволно го најавува само со податокот дека располага со 215 коњски сили. Со колку коњски сили располага интересниот City Adventure концепт од Honda не кажуваат, затоа што се уште го водат како дизајнерска студија. Сепак не пропуштија да потенцираат дека овој концепт нуди сосема ново толкување на идејата за сенаменски моторцикл. Со него јапонците го донесуваат духот на теренските авантури во срцето на градот, подвлекувајќи ја својата посветеност постојано да истражуваат нови начини за создавање уникатни решенија со кои ќе го подобрат и збогатат животниот стил на своите клиенти. На нивно разочарување нема никакви навестувања за сериската изведба на овој мотокрос скутер. Затоа пак од Honda беа доста конкретни со останатите своји новитети: унапредениот CB500X, пријателскиот NC750S, освежениот VFR 1200X Cross Tourer, голиот CB500F, како и ревидираната Integra. За да остане во тек со времето, овој уникатен макси скутер, лансиран во 2012 година, сега има современо LED осветлување, нова шова вилјушка напред и LCD инструменти со персонализирани колорни опции. Додаден е и спортскиот режим на работа на 6-степената трансмисија со двојна спојка, а големиот агрегат од 745 кубни сантиметри со 55 коњски сили сега дише во Euro 4 ритам. Иако не беше целосна премиера, ZX-10R Ninja беше тој што пленеше најмногу погледи на штандот на Kawasaki во Милано. Не само заради девојките. Машината, која заеднички е развиена со фабричкиот тркачки тим, сега доби и свое така наречено зимско издание. Познавачите на јапонските моторцикли ќе го препознаат по грандиозната мат црно-бела или карактеристично зелената облека, а останатите по карбонскиот акрапович издувен систем, кој е стандарден дел во стилскиот пакет. Со ова издание на ZX-10R, Kawasaki како компанија која ја вреднува сегашноста се подготвува да одговори на барањата на многу фанови на марката од Европа. Иновативната компресорска технологија наречена Soul Charger, со која со оптимизам се гледа кон иднината, беше спакувана во телото на ултимативниот Ninja H2. За оние кои бараат нешто поприземјено, беа покажани обновениот ZZR 1400, чудните Z800 и Z1000 Sugoi и чоперскиот Vulcan S. Но и тој не е нов, но неговата уникатност која ги спарува за ваков моторцикл малиот двоцилиндричен мотор од 650 кубни сантиметри со непокорливиот американски изглед правеше едноставно да изгледа поубаво во саемските хали во Милано, отколку на патиштата каде се среќава од почетокот на сезонава. Предизвикот на конкуренцијата Сузуки ја прифати со адекватен одговор, привлекувајќи ги фановите со своите спортски модели. Дури и макси спортистот GSX-R 1000 не можеше да се избори со својот тркачки пандан за вниманието на посетителите, иако неговата нова шеста генерација навистина имаше што да покаже. Како топ модел од линијата моторцикли, од која за изминативе 3 децении се произведени повеќе од милион примероци, GSX-R 1000 продолжува и понатаму да ја редефинира оваа класа моќни машини.
Засега само како концепт, со своето доаѓање на пазарот на ентузијастите ќе им го понуди најмоќниот, најбруталниот, но и најчистиот GSX-R направен било кога. Толкави амбиции нема невпечатливиот по изглед, но забавен SV650, кој е направен за уживање во возењето, а не брзината. И неговата нова моделска интерпретација ги следи истите принципи како и оригиналот од 1999 година, кој инстантно стана феномен во светот на моторциклите поради универзалноста за сите патишта, екстремната леснотија на управување и довербата што ја влева. Сега сето тоа е подигнато на едно повисоко ниво, на кое колку и да е тешко за верување, сепак се наоѓа и Ван 200. Под влијание на рустикалниот изглед, посматрачот ќе остане глувонем, иако ќе треба да слушне дека има современ едноцилиндричен 4-тактен мотор со директно впрскување на горивото. Пристапувајќи емоционално кон се што подготвија за Милано, инженерите на Ямаха беа најсериозни во својата работа кај новиот MT-10, нарекувајќи го модел што ги отелотворува сите карактеристики на темната страна на Јапонија. Тој едноставно ја представува најновата моќ на револуционерното семејство моторцикли со оваа ознака. Креативната сила на атлетски мускулестата фигура ја дава еднолитарскиот 4-цилиндричен мотор, дериват на оној од YZF-R1. Високото ниво на линеарно распореден вртежен момент во ниски и средни режими може би е повеќе заслужно за производството на адреналин отколку максималната силина, која за верзијата за новата моделска година се уште не е објавена. Детали за новиот концепт MWT-9 дени треба да се објавуваат. Неговиот благо кажано монструозен изглед со две големи предни тркала кажуваше повеќе отколку што посетителите на Миланскиот саем беа подготвени да чујат. Да беа, можеа да разберат нешто повеќе за развојот на идеите од куќата од Ивата, за еволуцијата на индивидуалната мобилност со која ќе се соочат во иднината. Наместо тоа, нив во минатото ги враќаше ретро обликуваниот RS400, а во сегашноста задржува обновениот XSR 900 и новите скутерски изведби на T-Max и X-Max. Со една светска и 5 салонски премиери, баварскиот мотогигант го посвети својот настап во Милано на животот во возењето. За прв пат на јавноста беше представен моделот 9T од култната R серија, направен во стил на искуство од сопственото наследство. Тој задира во светот на емоциите со скрамблер карактерот на својот ретро изглед, кој просто ги мами мислите да се преселат на големото платно меѓу омилените акциони херои во мисија за победа над доброто над злото. Потентниот 1,2-литарски боксер со 110 конски сили ќе им помогне во тоа, исто како и хоризонтите на BMW малиот едноцилиндричен мотор на G310R. Овој родстер на две тркала, како што го нарекуваат, е задвижуван со сосема нов агрегат од 313 кубни сантиметри и 34 конски сили, кои на неговите 160 кг ќе му дадат посакувана динамика за совладување на широк спектар дисциплини во возењето на две тркала. Развиен е во Минхен, а ќе се произведува во Индија. За разлика од него, C650 е чисто крвен урбан европеец. Направен е во две верзии со ознака Спорт и GT. Овој макси скутер на асфалтот ја донесува технологијата на денешницата, спакувана во изглед од иднината. Не многу далечна за да биде прифатлива и за конзервативно настроените купувачи, но кој ќе им се додворува и со пригушената варијанта со 48 наместо стандардните 60 конски сили. И во двата случаи трансмисијата е вариоматска, ослонувањето со безпрекорен компромис меѓу комфорното и спортското, а ABS и ASC системите стандардни за максимум безбедност. Иако е најважна изложба на моторцикли во светот, EICMA не е само обичен саем на кој се прикажуваат новитетите на две тркала. Тоа е настан што ги привлекува зависниците од адреналин од сите определби. Затоа и во текот на годинешната манифестација автомобилската дивизија на BMW покажа зошто буквата М е најмоќната во светот. Гамата баварски возила, чија ознака започнува со оваа буква, беа протагонисти на демонстрацијата на нивната сила и можности, проследена од повеќе од 2500 ентузијасти.
Можноста да се доживее возбудата на дрифтањето ја расплантуваше страста на присутните, нешто што секој возач и љубител на брзината не смееше да го пропушти без разлика на бројот на тркала што ги преферира. Токму заради ваквите настани и EICMA веќе 101 година е она што е. Поделувајќи го со нас своето задоволство што веќе 10 години успешно се носи со сите предизвици на пазарот, Порше Македонија го прослави роденденот во друштво на специјалниот гостин, новиот Audi A4. Мотото "Движењето е нашиот успех", под кое беше одбележан 10-тиот роденден, е повеќе обврска што ја наметнува лидерската позиција на Порше Македонија, кој за одбележување на својот јубилеј символично го избра ексклузивниот амбиент на иновацијскиот центар на Македонскиот телеком. Символично беше и присуството на технолошки напредниот модел од Инголштад, возилото кое веќе започна да ја освојува светската автомобилска сцена, новиот Audi A4. Во изминатата деценија Порше Македонија постави нови стандарди и смени многу нешта на нашиот пазар. Затоа сведочат 38.500 клиенти, кои од нив купија скоро 21.000 возила и 164.000 пати го посетија сервисот, а ке сведочат и сите идни купувачи на новиот Audi A4, кои за него ќе треба да одвојат најмалку 31.500 евра. Поминаа околу 5 години колку што немам возено BMW во Македонија. Со почетокот на работа на новиот импортер M-Car се обновува и нашата соработка. На тест денеска го имаме моделот кој е прв по номенклатура во понудата на баварската марка, тоа е моделот, односно серија 1. Ке го возиме во изведбата 118 со турбодизел мотор, но и ниво на опременост спорт. Да не должиме многу. Тргаме веднаш да го возиме BMW 118 турбодизел. Освежувањата во средината на животниот век секогаш донесуваат зрелост и обновување на чувствата. Ништо поинаков не е случајот со редизајнот на втората генерација на најмалиот BMW. Серијата 1 секогаш била алтернатива и воедно наевтин начин да се поседува BMW. Со редизајнот обично се затегнуваат брчките, но кај единицата баварците се потрудија тоа да делува како да е нов модел. Светлата, кои кај претходникот делуваат тажно и уморно, заменети се со потенки кои имаат далеку поприкладен дизајн, налик на оние кај серијата 3. На задниот дел пак стоп светлата станаа пошироки и карактерни. Останатите ситни зафати само придонесуваат на имиџот и намената на овој модел. Накратко, грдото пајче се претвори во лебед. Внатрешноста е подвргната на минимални дизајнерски зафати, но евидентно е дека е направено многу за искористливоста на зададените димензии. Возениот автомобил го има нивото на опременост спорт. Тоа вклучува сем потесните седишта, изобилство на дополнителни опции кои престојот во кабината го прават релаксирачки, но и забавен. Големиот дисплеј во боја ги испишува сите функции на инфотејмент системот, но и подесувањата на моторот и каросеријата кога се избира еден од 4 подготвени модуси за возење. Сега подобро се седи на предните седишта, полесно се влегува и излегува од кабината, а имам впечаток дека за нијанса е поголем просторот на задните седишта. Ми се чини дека тоа е максимумот за оваа каросерија. Сепак, BMW серија 1 е единствениот модел во компактниот премиум сегмент што има погон на задните тркала. Значајни подобрувања направени се испод хаубата.
Сега моторите се поеколошки, поекономични и даваат подобри резултати. Кај тестираниот модел, кој има 2-литрен мотор со 150 коњи и 330 Нм вртежен момент, емисијата на CO2 е импресивно ниска и бележи 99 грама на километар. Вртежниот момент прави работењето на моторот да делува лесно, претекнувањата се едноставни, а забрзува до стотка за 8,1 секунда. Работењето на моторот е тивко, проследено со типичниот за дизел и звук кога се форсира. Кога ќе се достигне максималниот вртежен момент при 1750 вртежи во минута, нема потреба да се форсира за да се постигне добар прогрес. Возењето на 118 дизел дава задоволство, особено кога ќе избегате од загаденоста на Скопје и ќе се најдете обкружени со природа, сино небо и можност да дишете со полни плуѓи. Денеска на тест го имаме моделот 118 со турбодизел мотор кој е скроен да одговори на повеќе предизвици. Пред се, за оваа каросерија можем да кажам дека изгледа атрактивно. Предходната генерација беше многу потесна. Кај оваа, во неа можем да влезам многу лесно и без никакви реперкусии. Кога ќе се поклоните пред влегувањето, бидејќи е многу ниска каросеријата, седнувате во вистински возачки амбиент, како да нурнувате во возачкото место, а веднаш седиштата и целото обкружување како да ве гушкаат. Во нивото на опременост спорт има сетап на 4 можни конфигурации на возење. Стандардната е комфорт, но овој автомобил е направен исто така да биде и многу економичен. Па затоа можете да изберете и еко драйв функција која малце ќе го направи полатентно однесувањето на моторот и ќе ви наметне еден вистински предизвик да возите економично. Но, да бидам искрен, мене економичноста кај овој автомобил не ме интересира, бидејќи моторите на BMW се едни од најдобрите и најекономичните во класата на турбодизели. Кога ќе го вклучите модусот на возење спорт, тогаш целиот автомобил како да се трансформира. Работењето на моторот е доста поинакво и однесувањето на управувачот исто така. Но за вистинско чувство за управувачот е наменет спорт плюс програмот. Него го уклучувам и веднаш електрониката ме опоменува дека динамичното возење е проследено со отсуство на некоја асистенција од електрониката, а тоа е задоцнетото реагирање на ESP-то и на трекшн контролот. Тоа ви дава едно извонредно чувство, посебно кога возите на пат каков што возам јас. Теснен пат, полн со свиоци и со многу мала фреквенција на сообраќај. Па затоа имам шанса да ги пробам пролизгувањата кои се типични за погонот на задната оска. И како што гледате, полно задоволство, но воланот ви дозволува брзо да реагирате и да ја смирите целата каросерија. Ова е повеќе од забавно. Ова ги покажува вистинските гени на сино-белиот баварски пропелер. Инаку, перформансата која што ја дава е повеќе од задоволителна. Напротив, јас имам едно компактно возило со и не
толку силен турбодизел мотор, но чувството кое го имам за управувачот е повеќе од забавно. Не е забавно само реагирањето на каросеријата, туку и целиот впечаток што го дава моторот, кој во овој режим на возење може да го чуете дека е малце пообучен. Како да ве опоменува дека имате уклучено спортски плюс модус на возење. И мора да ги пофалам манирите на овој автомобил, затоа што во полна мерка тоа е еден вистински BMW. На забавата како да и нема крај. Јас многу жалам што немам можности овој автомобил да го испробам и на патека, бидејќи во Македонија патека тркачка е се уште мисловна именка. Но да се вратам на гените на BMW. Во внатрешноста се зрачи во името на минимализмот и пуританизмот. BMW е еден од производителите кој прв започна со минималистички изглед на внатрешноста. Тоа не значи дека внатрешноста ги нема потребните комфори и потребните манипулатори. Имено, се е решено преку Intelligent Drive системот кој ги манипулира сите функции на автомобилот, а се наоѓа на централниот гребен. Употребливоста на овој автомобил е одлична. Јас имам замерка, а тоа е типична за BMW, дека не можете да си го подесите нивото, односно висината на сигурносниот ремен. Едноставно тоа BMW во ниту еден модел не го дозволува. Исто така, во другарувањето со BMW 118 дизел забележав еден проблем кој се јави со мојот мобилен телефон. Имено, јас имам смартфон кој одби да се впари со Bluetooth на овој модел. Зошто? Ниту во BMW не знаја да ми кажат, но едноставно тоа е со електрониката. Едноставно не можев да го впарам мојот телефон и да ги употребувам оние благодети на хендсфри зборувањето или пак на пуштањето на музика од мојот мобилен телефон. Тоа е сериозна забелешка за производителот, која не би смело да се случи во премиум автомобилите. Но, што е тоа? Задоволството за управувачот кое го пружа BMW 118 дизел, исто така и економичноста, ги превладаа позитивните чувства кај мене. Не можам да кажам дека не сум задоволен. Напротив, позитивно сум изненаден од манирите на овој автомобил. А што се однесува до поврзувањето со мобилниот телефон, барем за мене, тоа не беше некоја голема мана, бидејќи уживав во секој миг на возење на 118-ката. Неа може да ја набавите со почетна цена повисока од 25.000 евра, но незината цена е добро позиционирана, бидејќи ова е сепак еден вистински премиум автомобил. BMW серија 1 се надпреварува за купувачите со останатите припадници и представници во премиум сегментот, а тоа е Audi A3 и Mercedes A-класа. За разлика од нив, BMW го има погонот на вистинската оска, на задните тркала, и тоа му дава една извонредна предност, барем кај возачите кои сакаат да почувствуваат дека се уште се живи заедно со нивните автомобили. Тоа беше се што подготвивме за денеска. Се гледаме во следното издание на Автомагазин. А до тогаш јас ќе продолжам да се забавувам со BMW серија 1.